Се враќаме во утрински брифинг со политички теми. Гостин или гостинка во овој слот, негдека се довестите околу 10 часот, е Радмила Шекеринска, министер за одбрана на Република Северна Македонија и доскорешен заменик председател на СДСМ. Госпожа Шекеринска, ќе разговараме и за одбранбени теми, се разбира, бидејќи во текст се неколку проекти кои што се важни и во законодавна и во политичка смисла, но сепак да се осврнеме на ова што беше главна занимација политичка викендов во Македонија, тоа е Конгресот на Социјалдемократскиот сојуз. Морам да ви кажам дека еве и денешните коментари што ги читам, речиси да не читам позитивен коментар за случувањата. При тоа не мислам на неопходно на опозицијските коментари, бидејќи тие имаат право да бидат негативни и вие нема да пропуштите прилика кога тие ќе држат Конгрес да ги искритикувате, но говорам за оној дел од аналитичката јавност која што со, како да кажам, со прилична доза на резерва и загриженост ја проследи оваа пред се на кадровско ниво обновување на кадрите во СДСМ, освежување, подмладување, како што го карактеризира господин Заев. Да ве прашам веднаш, кои се предизвиците што ги чекаат овие сега нови кадри и ова големо подмладување што се случи во партијата? Вие заминувате од заменичкото место, вас ќе ве наследи госпожата Сања Лукаревска, меѓутоа, кои се предизвиците што мислите дека стојат пред партијата во 2021 година мај? Па натаму. Еве прво коментар на коментарот. Во слобода и во услови на слободни медиуми не е многу атрактивно и не е многу интересно да фалиш партија на власт. Особено кога има кадровски конгрес. И мислам дека е тоа вообичаено. Ја не можам да се сетам на некој конгрес, особено кадровски, на СДСМ, кај што после тоа станале луѓето и ни удриле аплауз. Затоа што секогаш мислам дека сите сакаме да мериме што можело подобро да биде, но јас мислам дека тоа не треба да биде, да кажам, фокусот на загриженост или фокусот на интерес на СДСМ. По мене, главните предизвици во следниот период, кога веќе имате втор мандат на власт, а тоа практично СДСМ во целост никогаш не го имала. Значи, ние сме имале од 92 до 94 еден половичен мандат, па потоа победа. Практично никогаш не се случило после цел мандат да се победи на парламентарни избори. Па те биде речено, Заев најави дека не очекува избори во наредните 2 години. Значи, токму со истата реторика, да се исполни еден мандат како што треба. И вообичаено сега во 8 годишен период на партија која треба да биде на власт, имате неколку стандардни предизвици. Едниот од нив е замор на материјалот. Значи, кога зборувам за замор на материјалот, не мислам само за луѓето кои ги мобилизирате и за потребата постојано да внесувате свежа крв. Мислам дека и нашиот рецепт, кој после долги години успеа во 2016, успеа поради тоа што покажавме дека СДСМ не е само структурата, туку дека за победа на продемократски, прослободарски, проевропски сили ни треба тој додатен елемент. И по мене СДСМ секогаш тоа треба да го прави. Тоа е така, меѓутоа реториката на СДСМ, особено на Заев, кој патем биде речено ќе биде гостин во студио за се надевам во четврток, е дека за изминатите 4 години од 2016 и пред тоа се постигнаа големи успеси за државата, не само за партијата, и на меѓународни и на домашен план. И сега дилемите се во јавноста, ако со тој кадар се постигнаа големи успеси, требаше ли 1/3, 2/3 од тој кадар да се менува? Јас не сакам да ни оди, како да кажам, разговорот во кадровските, тие се искрено полесните прашања. Јас мислам дека главните предизвици ни се политичките прашања. Да, ма во политиката голем дел од работата се кадрите. Тука кога кажувам замор на материјал, не е тоа само материјалот на луѓе со име и презиме, со функција или без функција. Замор на материјалот најпроблематичен за партии на власт е во способноста да продуцирате добри идеи. Кога си во опозиција, немаш друга работа освен да собираш луѓе и да размислуваш. Да. И тие идеи горе-доле ви се јасни кога доаѓате на власт. Кога ќе дојдеш на власт, се соочуваш со некои работи кои можеби не си ги зел во предвид, но моторот на идеја, на желба нешто да промениш е многу силен. Сега тој мотор мора да се
нахрани со нови идеи. И мислам дека е тоа еден од главните задачи, не само на СДСМ, на сите партии кои некогаш претендираат да владеат. И вториот дел, кој мислам дека исто така е важен и може да е поспецифичен за нас, е да успешно се справиме со старата замка и старата опасност, а тоа е еден дел од граѓаните да велат сите се исти. По мене, на прв поглед, тоа изгледа дека е убиствено и за ВМРО, и за СДСМ, и за другите. Не. Според моето искуство, ова е убиствено само за СДСМ и за никој друг. Другите, ВМРО, ДПМН ќе си ја носи својата стандардна гласачка машинерија, што помалку им замера за некои грешки. Кај нас, навистина, лупата, како течат годините, лупата се поблиску и поблиску се приближува. Мислите дека јавноста е покритичка за посуптилни теми политички кон СДСМ? Не само за суптилни, и за секојдневни теми. Оти досега фокусот можеби беше на големите прашања. Сега еден дел од големите прашања се решени и се зад нас. Сега тестот е секојдневен и е за најразлични прашања. Токму тука доаѓаме до следниот предизвик, бидејќи партија која што е еден мандат, неколку години на власт, потоа доаѓа во ситуација, тоа мислам дека е СДСМ сега во што викаат perfect storm има во таа смисла, да почнат да се приближуваат луѓе разноразни кои што имаат интереса, кои што немаат, како да кажем, неопходно идеолошки или овој тип на добри политички намери, туку имаат бизнис интереси, приватни интереси и така натаму. Се чини дека СДСМ е нападната од тој вид на кадри и постои известна внатрешна, да кажем, дебата од тоа што се гледа, макар и толку што се гледа во партијата, дека тој вид на кадри почнуваат да ја окупираат партијата, ако и ги немало допред 3-4-5 години, нигде ги немало, па дури работеле за другата страна партиска, ако тоа така може да се квалификува. Јас тука имам малку различен став од вас. Не мислам дека во структурите на СДСМ влегле луѓе со, како да кажем, половично работно, со делумно работно време. Малку тука, малку. Нема такви. Навистина, бидејќи партијата помина ни седен период од 11 години, ако за 11 години не сме виделе на кого може да се подпреш, на кого не, навистина ништо не сме научиле. Не мислам дека во структурата формална на СДСМ има такви луѓе, но факт е дека ова е еден од притисоците на секоја власт да одолее не на разговор со поинаку мислечки. Јас навистина мислам дека владата, не толку партијата, има потреба постојано да се преиспитува, дури и со луѓе кои што им се идеолошки далечни. Ние сме социјалдемократска партија, понекогаш треба да имаме и различен став од, например, коморите. Ама тоа не значи дека не треба да разговараме, напротив, многу често можеме да црпиме идеја. Но прашањето е дали нашето уво повеќе ќе го трошиме или нашето политичко време, политички капитал на луѓе кои поаѓаат од позиција на интерес или од оние кои што поаѓаат од позиција на идеја. И јас сум убедена дека овој тест е еден од важните. Тој е тест на карактер на СДСМ. Да не заборавам да го кажам и третиот нов предизвик за СДСМ, кој мислам дека се повеќе се гледа и вака во светот, класичните идеолошки партии. Повеќе не постојат. Постојат, но се во постојана, како да кажам, на постојан тест. Под постојан тест и во одредени држави во повлекување. Ние првите знаци за такво нешто беа уште пред неколку години. Ги положивме тие испити. Ова што се случи, например, сега во Хрватска на изборите. Да, таму се гледа една ситуација која може и вас да ве дочека. Едноставно една граѓанска иницијатива, ниоткуда, што би рекле на хрватски. Таа граѓанска иницијатива се храни од наративот. Сите се исти. И јас мислам дека наместо да се занимаваме со можна таква опасност, ние треба да се занимаваме со реалната. Некои од проценките се дека сега СДСМ се наоѓа од прилика како ВМРО во 2014 година.
Значи Не се согласувам со тоа. Добро, да завршам тезата, една партија која што покажа резултати во една технократска смисла, јас мислам дека нема споредба помеѓу Заев и Груевски како лидери. Тоа секако и во нивните внатрешни демократски капацитети, па впрочем и во демократските капацитети на ВМРО и на СДСМ, кои се дефинитивно различни, бидејќи СДСМ секогаш била тоа, можам слободно да кажам, по внатре демократска партија во која што дури не критикуваат дека сме дебатен клуб премногу, што мислам дека беше сила. Патем биде речено, од една страна ви заберуваат и за овој конгрес дека ете тоа поминало во едногласие, а кога протекоа 2-3 снимки дека имало дебата, тогаш има одма скандал што е ова раздогласие. Ама тоа се остатуците од тоа груевистичко време. Не се чувствувате дека сте во таа фаза како партија, дека може да дојдете во ситуација сега да влезете во една јес министре, односно Евет Ефенди ситуација во која што без разлика на желбата на лидерот ќе почне окружувањето да произведува некритичка атмосфера. Ма тоа не е работа која можеме да ја гледаме на кристална кугла. Тоа е работа која што зависи од тоа како секој еден од нас во СДСМ се однесува. Многу е лесно да се говори за дебата, многу е лесно да се говори за различни мислења, тоа колку го применуваме и ќе го применуваме, тоа ќе ни ги одлучи резултатите на сите следни, не само избори, на сите следни тестови. Бидејќи кај нас некако фокусот многу е само на изборниот резултат. Реално, изборниот резултат е на крај некаква предвидлива работа. Она што се случува помеѓу изборните резултати е тоа што треба да дефинира. Имаше една реченица, некој европски ми се чини филозофија има кажано дека политичките партии се помалку треба да работат на целосно единство, а се повеќе на така наречена некоја коегзистенција. Што значи тоа? Тоа значи дека општеството е веќе неподелено во лоша смисла. Туку веќе имате толку различни групи на кои што им се битни толку различни работи, што не можете на сите да им понудите едно нешто. Но партијата на сите тие групи, локални заедници, треба да им даде причина зошто да ја веруваат. И тоа значи малку едно посложено политичко действување. Апсолутно се искомпликува работите во светот затоа што се размножија идентитетите повеќе. Луѓето не се со едно идентитетски карактеристики. Дали се социјални или етнички, сега се дури измешани. Политички, идеолошки, тоа е се веќе една каша попара во која што партијата мора да ги задоволи. Сепак го гледам новото раководство на партијата во која вие веќе не сте на истурена функција. Не забележувам, па таму има еден или двајца на 50 години возраст. Значи јас не можам да замислам за владеачка партија да во врвното раководство на партијата, ајде ако лидерот веќе не е во напредната возраст, што е карактеристика за многу земји и демократски се разбира, таму барем треба да има неколку мина со бели коси, некои кои паметат нешто и пред 10 години. Не мислите дека тоа проблем за СДСМ, дека тој тип на откажување од постари кадри кои имаат историска меморија, политичка меморија, институционална и партиска меморија се важни за придонес на иднината на самата партија? Како и да одговорам, ќе сгрешам и ќе сметате дека сум субјективна. Ако кажам да, реакцијата ќе биде дека тоа го правам заради себе сега. Ако кажам не, утре некој ќе каже па да, јас реално бев вице-премиер за европски прашања во еден, нема да бидам лажно скромна, многу важен проект за Македонија кој успешно заврши. Кандидатскиот статус. Почнав на 30 години. И сега која сум јас да кажувам, сега ти на 30 години веќе не си толку зрел како мене. Искуството е важно. Годините се важни, но не мора ти да го имаш искуството, ако знаеш да се вратиш назад, да прочиташ, да чуеш, да анализираш. Мислам дека не можеме дебатата да ја сведеме на прашање на години. Но факт е дека и во врвното раководство има луѓе со искуство. Дел животно, дел партиско. Па и професионално. Затоа велам животно, професионално и тоа на СДСМ како и на другите партии им треба. Ние треба да ги убедуваме реализираните луѓе
да дојдат во политика. Затоа што тоа се луѓе кои што од друга страна ги немаат овие, како да кажем, дневни интереси, да прават кариера, да добиваат функции, да одат за амбасадори. И тоа се луѓе кои што кога кажуваат став, па нека и погрешен, и е со поинакви побуди. Овој состав кој што сега се избра во СДСМ се луѓе кои што се во напон, не би рекол дека се дури ни остварени во своите професионални кариери, и мотивите кои што ги водат во донесувањето политички одлуки може да бидат често пати и проблематични. Тука нема да се согласам. Ако го гледам составот на извршниот одбор, има многу луѓе кои навистина постигнале многу во својата кариера, во животот, во плановите, партиски и не само партиски. Но велам да не судиме врз основа на 4 реда биографија. Во политиката, во министерството, обично луѓето ќе ви се покажат со резултатите. Јас тоа го очекувам од нив. Не да се оптоваруваат со тоа што ќе каже чаршијата, никогаш чаршијата нема само добро да каже, туку да се оптоваруваат денеска што ни е работа. Последното партиско прашање за Конгресот, да ве прашам директно, има ли во СДСМ внатрешна демократија? Има ли капацитет, затоа што јас памтам времења, и тоа времења различни, со различни кадровски состави во СДСМ, кога и председателите оделе на партиски состаноци каде што не знаеле како ќе поминат, каде што седеле луѓе кои што биле апсолутно капацитетни во своите професионални и други предвизици, се воделе дебати кои што биле многу длабоки. Немало ситуации у кои сите ракоплескале или му викале браво. Каква е денеска ситуацијата? Има ли во СДСМ внатрешна демократија? Кога учествувам во тим, и тоа е можеби под влијание на таквото искуство во СДСМ, и кога го градам тимот, например во министерство како прв човек, и кога учествувам во тим кој друг го гради, мојата дефиниција е едноставна, дека тимот е тука за да говори многу отворено, за да анализира понекогаш и непотребна скепса, да мери 100 пати, и кога ќе излезе со одлука, таа одлука сите заедно да ја браниме. За мене дефиницијата на тим е дека тоа се луѓе кои што навистина ги имаат истите вредности, понекогаш имаат различни идеи како да стигнат до целта, но дефинитивно во тој тим лојалноста не се мери преку тоа колку пати ќе климнете, туку преку тоа колку пати ќе говорите. И позитивно и негативно. Јас никогаш не сум чувствувала потреба да говорам дека некоја идеја е одлична. Ќе ја кажете со една реченица и ќе ставите точка. Сакате да кажете дека внатрешна демократија има? Ние СДСМ мислам дека најтешките епизоди од сега ќе кажем од 2013-та, изборите 2014-та фалсификувани, протестите и вистината за Македонија во 2015-та. Значи, мислам дека најголемиот дел од енергијата го вложувавме да седнеме на маса и да испланираме како понатаму. Затоа што сите имавме некои, можеби, природни инстинкти, сите имавме различни искуства и мислам дека, иако беше исцрпувачки, на крај резултатот секогаш беше многу добар. Вчера беше годишнина од 17 мај. Големиот митинг во 17 мај се смета на символ за новото време кое дојде. Така. Кога ќе се сетам колку време за секој еден детал го вложивме, не го потрошивме. Го вложивме во тоа различните групи, различните поединци да чувствуваат дека не ги превзела уздите СДСМ, туку дека е тоа наш заеднички проект, нема да ми верувате. И мислам дека и после тоа, и со преспански договори, и со тешките политички моменти, успеавме, заради тоа што и на власт го сочувавме тој капацитет, дека лојалноста ја градиме кон идејата, не ја градиме кон шефовите, да кажем. Ве поистоветуваат со некакво скопско крило и тоа е нормално. Мислам, чаршијата има потреба да ги квалификува работите, бидејќи така и полесно се објаснуваат меѓу другото. Скопското крило е доволно представено во новото раководство на СДСМ? Од 2013 се уморив на оваа тема. Мислам дека и скопското крило јас не би можела да го видам која би била логиката, зарем во Скопје немаме разлики. Јас напротив многу често со моите скопски колеги повеќе дискутирам и имаме разлики во ставовите, отколку со некој кој што е, не знам, и од Битола има можеби сличности, меѓутоа во Крушево има други теми. Така што мислам дека е тоа поедноставување и гледање на работите исклучиво низ призма раздели па владеј.
Така што мислам дека таа тема беше комплетно промашена тема. И мислам дека во СДСМ ќе трошиме и ќе трошат многу време ако обрнуваат внимание на овие тези. Но овој другиот дел, да се дебатира, да се проверуваат различни идеи, да не се отфрлаат како непријателски, тоа е тестот на карактер на партијата, на владата, на сите нас. Бранковистите што прават во партијата? И тоа да ве прашам, бидејќи тоа тема која што нели се покрива дека дури и Бранко Црненковски ќе прави нова партија, фракција и така натаму. Ништо тоа не излезе на конгресот, намерно беа потиснати или едноставно е и тоа некаков пробен балон кој што беше пуштен во јавност? Јас мислам дека тоа не е реално. И оваа тема 2013 и 2014 беше актуелна тема и реална. Јас се сеќавам во 2013 бидејќи бев една од обвинетите дека сум била против бојкотирањето на локалните избори, таа поделба на таа тема вештачки се направи. И се сеќавам и тогаш кога сепак се одржуваа локалните избори, кога ме повикаа, иако не бев член на нито едно партиско тело, ме повикаа да помагам на локалните избори на многу места. Работев како да сум и председател и подпредседател, и еден од тие луѓе рече: мора да ти признаам, Радмила, што сакаат нека кажат, ама во ниеден момент не остави на цедило. Би сакала таков тип на лојалност не кон луѓето, кон идејата заедничка да ја видам кај сите. И тогаш многу енергија ни се потроши на кавга заради кавга. Таа не беше дебата. Се што ќе излезевме со предлог беше лошо. Во партиите мора да имате и чувство на верба во заедничката кауза. Ако речевме учествуваме на избори, зошто учествуваме на избори? Ако речевме не учествуваме, зошто не учествуваме? Госпожо Шекеринска, малку тоа произлегува и од една друга ситуација. Опозицијата е замрзната во своето минато време. Гледаме секој кој сака критички да размислува дека не се мрднати 1 сантиметар од она што го правеше Груевски, се уште се истите идеи, истите структури, истиот начин на размислување. Фокусот е ставен врз СДСМ. И сега тоа полесно е да почувствително се и овој тип на расправи се водат, бидејќи се мисли дека ако и СДСМ потврди, велат дека двете големи опции се погрижија да нема трета опција, дека нема кој. Знаете како, опцијата да бидеме ВМРО-вци дома во партиите е многу полесна. Даваш команда, како велат, магарето лета. Таа е многу полесна. И за тие што се внатре, понекогаш дури и за тие што се надвор. Ама е погубна. И таа е погрешна за државата. И затоа СДСМ секогаш е повисоки се малку стандардите, некогаш е нефер. СДСМ во прашање дали магарето лета е дебатата дали високо или ниско лета. Не се согласувам. Госпожо Шекеринска, немаме уште многу време, а морам да ве прашам и за законот за одбрана. Заглавивте со тој закон, иако практично гледам дека разликите со опозицијата воопшто не се големи, меѓутоа инсистираат на тоа да се прифати нивниот концепт. Каква е перспективата на целата таа работа? ДПМН со овие чекори сакаат армијата да ја вратат во лошото, старо, замрзнато време. Оти и таму ги замрзнаа работите. Армијата беше заборавена, армијата немаше пари, армијата немаше мотивација, немаше план што да прави. И тие сега сакаат со една блокада и еден така наречен закон да не вратат назад од 2015. Немаат нови идеи. Единствената нивна нова идеја е ако може да се продолжи партизацијата во армијата. Предложивме закон за служба во армијата, во кој што буквално е ставена одредбата од законот кој што се однесува на полицијата. Законот е донесен во 2014, кога било ВМРО на власт. И сега тие што велат? За полицијата треба да биде да биде непартиска, а војската може да се партизира. И замислете ситуација, свикуваат состанок на генералштаб и го имате началникот на генералштаб од СДСМ, заменик началникот од ДУИ, директорот од ВМРО ДПМН, тоа не е војска. Тоа е лоша верзија
на парламент кој не треба да раководи со Дури армијата. прочитав завчера една изјава на некаков представник на синдикат кој мислам дека не сум сигурен дали уште постои, дека тоа би било ограничување на уставните права, да војниците, офицерите треба да имаат исти права да бидат членови на највисоки партиски органи, бидејќи ние не разговараме за припадност на партија, разговараме за раководни функции во партиите. Па дури велат, па што ако министерката може да биде партиски, мислам се оди до апсурди, до Ја заборавиле неверојатни- цивилната контрола. тотална конфузија. Како е можно опозицијата ова да не го гледа? Како е можно за ова да има воопшто несогласување? Ама тоа е како да прашате како е можно опозицијата да не гледа дека компаниите чекаат помош од 5-тиот, 6-тиот пакет и да ги блокира законите. Така, неподнослива леснотија на блокирање. Тоа е филозофијата на ВМРО ДПМН и кај армијата тоа е многу видливо. Знаете зошто? Затоа што контрастот помеѓу армијата денес и армијата во 2017 кога ја оставија е како небо и земја. И кога ќе излегува дури и со некој друг предлог за подобрување на системот за пензионирање. Во 2017 крајот негдека излегов во касарната на Штипи, во Штипи најавив дека следната година ќе има прво покачување на платите. И јас тоа го кажував, мислев дека е одлична идеја, се шокирав каква недоверба прочитав во очите на сите. Затоа што се навикнале дека тие се ветувања еднократни кои следниот ден се забораваат. Да бидат лажени. И едно правило кое го почитував од првиот ден во Министерството до денес е дека додека не сум сигурна дека нешто можеме, имаме пари и имаме поддршка да го избуткаме, не спомнувам во јавност. Пензионирањето беше катастрофално решено во армијата. Го приближивме, го практично реплициравме моделот прв пат со полицијата, дадовме шанса за бенефициран стаж на сите, дадовме шанса порано да заминуваат во пензија, меѓутоа под честни услови, под рамноправни услови и да им се бодуваат 10 најдобри години, тие да влезат во пензијата. И сега луѓето кои сето тоа 11 години го забораваа, ги праќаа во пензија како показна, сега викаат, сега се сетивме на вас и сега ќе ви ветиме и за тие кои што ве пензиониравме во наше време. Тогаш требаше да мислат. Јас сега сум министер за одбрана, не можам по 10 години да викам како требало да биде. Во меѓувреме станавме членки на НАТО. Зарем ова не може да биде расчистено, особено околу партиската припадност, со просто изјава на НАТО, бидејќи тоа е стандард кој што, како да кажеме, достигнат многу одамна во цивилизираните сојузнички земји. Зошто тоа да не биде начинот и да заврши дебатата, бидејќи обично кај нас, кога не можеме да се договориме, меѓународната заедница, овој пат во многу квалификуван капацитет, може да го пресече прашањето. Пораснавме. Не третирате како... денеска сме членка на НАТО. И не сакам заради ВМРО ДПМН да се представуваме како се уште малолетници. И да велиме, ако може вие од НАТО да ни кажете како, па ќе послушаат. Прво и основно, нема да послушаат. Минатата година пред членството во НАТО ние имавме гласање за два важни закони. Едниот беше законот за служба, со кој платите и шансите за кариера ги подобривме неверојатно на припадниците на армијата, и уште поважниот закон за одбрана, каде што регулиравме дека на кој начин учествуваме во колективната безбедност. Дека ако Македонија е нападната, на кој начин ќе бараме асистенција од НАТО. Значи, пазете, клучни работи, клучните причини зашто сме сакале да бидеме во НАТО. ВМРО ДПМН не можеше да собере сила, а тоа е двотретински закон. Да го поддржи тој закон. Па сега ми зборувате за закон за служба, за кој треба просто мнозинство. Минатата година, да не беа еден дел од оние независни пратеници и да не беше вниманието до последен момент да не оставиме ништо за случајот, јас ви кажувам, ние немаше да имаме измени на законот за одбрана. Во последен момент, пред распуштањето на собранието, успеавме тоа да го завршиме и среќаот и сега со ваква опозиција, дополнително изфрустрирана дека не победиле на избори, мислам дека тоа ќе беше невозможно. Така што јас на припадниците на армијата, на сите во министерството, можам да им го ветам само тоа што е реално и тоа што утре нема да биде изневерено очекување. Туку ќе се реализира и можам да им ветам дека јас ќе направам се што можам за да се унапреди статусот. Овој тип надворски игри, ајде да спасиме еден човек, да фрлиме во вода 8000 луѓе,
се катастрофални за било која партија која бара гласови од истите тие 8.000 луѓе. Радмила Шекеринска, 10 часот и 6 минути, ја згазивме на терминот за вести, ама вие ќе бидете вест денеска со се наде со овој ваш разговор, па мислам дека придонесовме во вестите, а не одземавме. Ви благодарам за гостување.